Уште не ни почна, а веднаш се одложи повтореното осудење за трагедијата со автобусот на Бесатранс во Бугарија, кога живи и изгореа 45 луѓе од Македонија. И покрај повиците од јавноста и семејствата за правда во овој случај, тој никако да добие разрешница. Денешното рочиште, кое требаше да биде прво, откако апелација укина 20-месечната затворска казна за газдата на Бесатранс, паричната казна од 800.000 денари за фирмата, како и 4-годишната забрана за вршење на меѓународен превоз, се одложи затоа што одбраната имала притворски предмет од организиран криминал. Инаку, по трагедијата во Кочани, семејствата на жртвите што го изгубија животот во автобусот на Бесатранс изразија сочувство и повторно побара истражните органи да отворат нова истрага и сите виновни да ги изведат пред лицето на правдата. Не kërkojmë nga institucionet përkatëse që ky rast deri në fund të ndriçohet, ndërsa rastet e mëparshme si autobusi në Bullgari me 45 viktima, spitali modular në Tetov, autobusi në Laskarc, të rigjikohen dhe të gjithë ata që janë të involvuar të marrin dënimin e merituar. Трагедијата во Кучани, која што е последна во низата несреќи што се случија изминативе години, го отвори прашањето дали правосудниот систем сериозно потврлил, бидејќи за случаите Бесатранс, Ласкарци, како и за модуларната болница во Тетово, се уште нема никаква разрешница и никој од одговорните не заврши за решетки. Премиерот Христијан Мицкоски ветува расчистување до крај на претходните трагедии во кои загинаа вкупно 75 луѓе. Според него, нема повеќе простор за импровизација и повара сите случаи кои во минатото биле заташкани да се разгледаат повторно. Кога веќе зборуваме за објективна истрага и одговорност, тогаш ќе треба за сите оние случаи кои што во минатото беа на брзина завршени или да се изразам народски заташкани, да ги разгледаме повторно, да видиме дали и како е стигнато до таа правда за која што до сега, барем во дел од случаевите, се произнел само примарниот, односно основниот суд, односно во прв степен се завршени. Инаку, кривичниот суд во првостепената пресуда одреди затвор за Беким Хаджију, собственикот на Бесатранс, за фалсификување на исправа, односно на автобусите и возачите им давал фалсификат лиценца за да ја поминуваат границата со Бугарија. Но за разлика од Кучани, тогашната судска постапка не уфати ниту еден од Министерството за економија што ја издава лиценцата, ниту од станицата за технички преглед во Глумово, каде бил регистриран автобусот. Најсимптоматично е тоа што никој од станицата за технички преглед не понесе одговорност, иако тогашниот министер Оливер Спасовски ја затвори и стави клуч 3 дена по несреќата. Сепак, апелација му ја уважи жалбата на газдата на Бесатранс кој негира вина, и засега никој не е одговорен за смртта на 45 македонци кои загинаа во превртениот автобус во Бугарија. Заклучокот од истрагата на бугарското обвинителство е дека единствената причина за несреќата е грешка на возачот.